Почитувани присутни, на денешнава пресконференција пред пошироката јавност вршиме презентација на годишната програма на Националната установа Завод и музеј Струмица за 2026 година. Уште на почетокот од оваа наша пресконференција, веднаш ќе споменеме дека вкупниот буџет на годишнава програма за презентација, промоција и заштита на движно и недвижно културно наследство, финансирано од страна на Министерството за култура и туризам, изнесува 8.200.000 денари. Тоа ни покажува дека буџетот на нашата установа, за разлика од минатата година, е зголемен за вкупно 1.700.000 денари. За реализација на програмските активности во музејската дејност, вкупно 14 проекти, се предвидени 1.500.000 денари. Проектите предвидени за реализација во оваа дејност се однесуваат на конзервација и заштита на движно наследство, спроведување етнолошки теренски истражувања, изработка на документација за фрескоживописот во црквите во селата Сачево и Смолари, како и евидентирање на црковни предмети од 5 цркви во Струмичко со потекло од 19 век. Понатаму изработка на етнолошки и антрополошки документарен филм, работилници за деца, изработка на основен проект на музејна вода, односно реконструкција на праисториска наколна населба во водите на Дојранското езеро, печатење зборници на трудови, монографии и слично. За заштита на недвижно културно наследство се предвидени финансиски средства во вкупен износ од 6.500.000 денари. И тие се однесуваат за следните проекти поврзани со конзервација на одбранбена кула кај село Мокриево, конзервација и реставрација со археолошко доистражување на локалитетот Мачук во Струмица, реализација на основен проект за конзервација, реставрација и санација на црква Свети Кирил и Методиј во Струмица, четврта фаза на реализација на основниот проект, изработка на проект за непосредна заштита на црквата Свети Атанасиј село Габрово Гевгелија, понатаму заштитни и археолошки истражувања на споменична целина Бања Банско, село Банско, како и изработка на елаборати за валоризација, ревалоризација на повеќе археолошки споменици на културата во Југоисточна Македонија и слично. За потребите на издавачката продукција на Завод и музеј Струмица се предвидени вкупно 200.000 денари. Годинава ќе се подготви за печатење зборник на трудови во кој што ќе бидат публикувани прилози од минатогодишниот меѓународен симпозиум по археологија, како и зборник на трудови што за прв пат беше публикуван минатата година и за него очекуваме ова печатено издание да прерасне по форма и по содржина како наше годишно списание, а во блиска иднина нашите настојувања се движат во правец на тоа списанието да прерасне во признато и ценето меѓународно издание. Посебно ги издвојуваме повеќе годишните капитални проекти, како што се реализација на основен конзерваторски проект на црква Свети Кирил и Методиј во Струмица. За овој повеќе годишен проект се предвидени вкупно 15 милиони денари. Од нив за оваа година се издвоени 5 милиони денари. Понатаму и годинова ќе се работи за реализација на основен конзерваторски проект за санација на кровот на манастирот Свети Леонтиј во Водоча, со финансиски средства во висина од 1.659.062 денари. Тука спаѓа и реализација на проектот во партнерство со музејот во градот Кукуш во Република Грција како дел од Интерек програмата на Европската унија за 2021-2027 година и со него се очекува изработка од наша страна на кровна конструкција на античко термално лековалиште во село Банско. За овој проект кој треба да се реализира во Кукуш и во Струмица вкупно се одобрени 25.830.000 денари. Освен тоа, годинава продолжуваме и со завршните работи на стариот Струмички театар, за него се предвидени 196 милиони денари. Напоменуваме дека и оваа година нашата институција има делегиран буџет. Минатогодишната пракса се покажа како успешна и со неа се создадоа услови за поефикасно планирање и реализација на програмските содржини спроведени од страна на раководството и стручните тимови во Националната установа Завод и музеј Струмица.